Преговарачката маса за ставање крај на бруталната војна во Украина беше поставена кога официјални лица од Вашингтон и Москва, но не и од Киев, седнаа во вторникот во Ријад, Саудиска Арабија, за да ја разјаснат иднината на Украина. Американскиот државен секретар Марко Рубио рече дека двете страни во општи црти се согласиле за персоналот на амбасадите и за создавање тим на високо ниво за мировни преговори. На неговиот имот во американската сојузна држава Флорида, председателот Доналд Трамп изрази оптимизам и ги отфрли критиките дека Украина требало да биде поканата. Мислам дека имам моќ да ја завршам оваа војна и мислам дека оди многу добро. Но денес слушнав, не бевме поканети. Па вие сте таму 3 години. Требаше да го завршите тоа за 3 години. Никогаш не требаше да го започнете. Можевте да направите договор. Трамп исто така истакна дека рейтингот на украинскиот председател Володимир Зеленски е намален од високото ниво на почетокот на конфликтот и навести дека има услов за преговори. Кога сакаат место на масата, може да се каже зарем народот на Украина не треба да каже дека помина долго време од кога последен пат имавме избори? Тоа не е нешто што доаѓа од Русија. Тоа е нешто што доаѓа од мене и доаѓа и од многу други земји. Во турскиот главен град Анкара, Зеленски лобираше да биде вклучен во сите разговори, заедно со партнерите како Европската Унија и Турција. Убеден сум дека за Украина и за нашиот регион, за Европа, од клучно значење е какви било преговори за завршување на војната да не се случуваат зад грбот на клучните страни погодени од руската агресија. Рускиот министер за надворешни работи ја отфрли идејата за проширување на масата. Европската филозофија не отиде никаде. Па не знам што треба да прават на преговарачката маса. Ако тие изнесат некои лукави идеи за замрзнување на конфликтот, зашто всушност имаат и намера, како што им е во обичај, природа и навика, да ја продолжат војната, зошто да ги поканиме воопшто? Аналитичарите велат дека гледаат одредена логика во тоа, со Киев и Москва кои се толку далеку една од друга. Има малку преоптоварување за тоа како украинците се исклучени од Ријад и така натаму. Едноставно, ситуацијата не е сосема јасна, но паралелната дипломатија не е оптимална, но не е ни неопходно ужасна, со оглед на тоа колку страните всушност се далеку една од друга. Трамп отворено зборуваше за некои од неговите услови, што некои аналитичари ги доведуваат во прашање. Единствената критика што би ја изнесол кон администрацијата на Трамп е што мислам дека даде премногу, уште пред да се одржат сериозни дискусии, кажувајќи дека нема американски војници на теренот и нема членство во НАТО. Сето ова е ставање на колата пред коњот, затоа што треба да постигнеме договор за да го запреме убиството. Рубио рече дека разговорите ќе продолжат, но не кажа дали во следната рунда ќе ја вклучат и Украина.